Филипчи понатаму го дели мислењето на стручната јавност која смета дека отворањето на границите е добар сигнал и можност за враќање во нормала. Лекарите велат дека отворањето на границите и слободата на движење се нешто што мора да се случи. Ризиците се можни само ако граѓаните се недисциплинирани и не ги почитуваат препораките на надлежните. Но според извршната власт, следните 10 дена ќе бидат клучни во определувањето на ставот со кои земји и кога ќе се отворат границите. За постручно и побезбедно функционирање, министерот Филипчи информираше за постепениот и посветениот ангажман на техничката работна група, која со конечни резултати за тоа кога и каде ќе може да се влегува и излегува од Македонија, ќе истапат за 8 дена. Направивме иницијатива за техничка работна група, која што активно ќе работи следните 10 дена и повторно ќе имаме уште еден состанок за конечна одлука. Ќе видиме каква е епидемиолошката состојба во сите земји у регионот, па ќе се донесе одлука. Отворањето на границите како еден од сигналите за попуштање на мерките и враќање во нормалното ново секојдневие би бил добар чекор кој би значил и добра можност за патувања, враќања или заменување од Македонија. Но експертите предупредуваат дека ова мерка би можела да биде различна и ризична доколку не се почитуваат мерките и препораките од надлежните институции за спречување на ширењето на коронавирусот во земјава. Овој момент ќе се надмине по очекуваниот есенски бран од пандемијата, бидејќи веќе во јануари се очекува пристигнување на вакцини. Следејќи ги препораките на Светската здравствена организација, во зависност од стекнатиот колективен имунитет, ќе се случуваат бројни измени во однос на имплементирање на здравствените стратегии и дали задолжителната вакцина ќе стане реалност, останува да се види.